Време е за уште едно гостување во утринската програма на македонската телевизија. 27, 28, 29 јуни во Струга ќе се одржи едукативна програма во чиј фокус ќе биде јакнењето на социјалните предпријатија во југозападниот Пелагонискиот регион. Програмата ќе реализира Паблик во соработка со СИТ Македонија. На оваа тема разговараме со Климентина Илиевски. Климентина, добро утро и добре дојде во Македонија наутро. Во меѓувреме додека ја читав најавата ми текна дека Струга нема да биде, туку ќе биде променета локацијата. Тоа беше нешто што како информација во последен момент се промени. Каде ќе биде и кога? Одлучивме значи да биде обуката во Битола. Битола, така. Пред се заради големиот број кандидати кои што се пријавија од овој град, инаку изненадувачки беше за нас што толку многу пријавени организации, поединци кои што сакаат да развиваат стартапи во рамки на социјалното предприемаштво во земјава. Значи имаше отприлика 50 пријавени идеи и се надевам дека во текот на денешниот ден ќе се искристализира кои се оние кои што ќе бидат избрани и ќе имаат можност да ја посетуваат обуката. Секако во базата ќе ги имаме и сите оние кои што аплицирале и кои што гледаме дека се надежни и сакаат да се развиваат во оваа сфера и ќе најдеме други опции и начини како да ги поддржиме и да ги вклучиме во нашите иницијативи. Кој се ќе биде дел од обуката покрај оние кои што ќе може да аплицираат? Кој ќе ја води обуката? Како ќе бидат организирани програмски деновите? Во однос на програмите би нагласила дека се направени од страна на тимови кои што работат на социјално предприемаштво, а исто така и во рамките на традиционалните бизниси. Тоа се тим на Паблик и тим на СИТ Македонија. Развиени се курикулуми кои што беа спроведени значи на постоечки социјални предпријатија. Сега ова што ќе се спроведува во Битола е насочено кон стартапи, а во текот на ноември ќе се реализира и програма која што е насочена кон традиционалните бизниси. Ова ќе биде на еден понестандарден начин, не значи стандардни обуки, и ќе го спроведеме во рамки на форумот на добри компании, кој што Паблик веќе трета година ќе го организира во Скопје. Во континуитет, преку целата година некако информираме за сите активности кои што Паблик ги организира. Фокусот ни беа социјалните предпријатија изминати во гостување во утринската програма и тие ќе бидат во фокус на темата која што ќе се организира во Битола. Она што ме интересира, од гостување до гостување, напредуваме ли на оваа тема? Има ли поместување од мртва точка? Јас би кажала дека постојат неколку иницијативи кои што работат во насока на подобрување на екосистемот за развој на социјално предприемаштво. Во неколку наврати сум напоменала дека важно е само да постои издружување на иницијативите за да може да се постигнат поголеми ефекти. Она што е ново во периодов е Паблик стана член на мрежата на мрежи DSIS, заедно со Социјална економија Словенија и со уште неколку други земји од регионот. Целта е да, бидејќи доаѓаме од слични контексти, делиме слични проблеми и гледаме дека во слична насока би се развивала социјалната економија во земјите во регионот. Заради тоа настапивме заеднички и заеднички како мрежа влеговме во мрежата на мрежи DSIS. Се надевам дека преку оваа мрежа ќе овозможиме дополнителни бенефити за социјалните предпријатија во земјите во регионот. Каков е твојот впечаток? Што во моментов е неопходно за развој на социјалните предпријатија во Македонија? Неопходно е да се работи на сите сегменти во развојот на екосистемот. Значи, еден сегмент е регулативата, која што во неколку наврати сме ја коментирале каква треба да биде. Друг сегмент е пристапот до пазари. Трет сегмент е јакнење на капацитетите на социјалните
социјалните предпријатија. Четврт сегмент е вмрежувањето за да се видат реалните потреби на социјалните предпријатија и во кој сегмент треба да бидат зајакнати. Обуките кои што ги спроведуваме во моментот покажуваат кои се слабостите на постоечките социјални предпријатија и тоа е она што ни дава некаква информација во која насока треба да се зајакнуваат овие entiteti. Овие податоци ни даваат и насока како треба да ја развиваме и законската регулатива во иднина. Што по обуките, што по 29 јуни? По обуките се развиваат менторски програми со сите стартапи, односно постоечки социјални предпријатија кои што се вклучени во програмите. Значи, согласно конкретните слабости или предности на социјалното предпријатие, ќе се интервенира, значи директно, индивидуално и ќе се ангажираат ментори кои што сметаме дека им се најнеопходни за да може да се постигне соодветен развој. Ќе се овозможи понатака, значи, пристап преку СИТ Македонија до финанси, и во рамките на самата програма имаме грантови, ќе бидат доделени 6 грантови, 3 во Македонија, 3 во Албанија, во висина од по 3000 евра. Тоа е некоја сума која што може да направи некој пуш на самите социјални предпријатија, меѓутоа свесни сме дека тоа е само почеток и дека за да можеме да развиеме социјални предпријатија на здрави нозе, навистина треба да се вложува континуирано. Во денешното издание на Македонија наутре би сакала да го испромовираме и најновиот број на лице в лице. Социјалното предпријатие во Македонија кое што и тоа како стои на здрави нозе и тоа како низ годиниве има поддршка. Се повеќе јавни личности се вклучија во поддршката и промоцијата на најновиот број, во чиј фокус е темата за која што многу се зборуваше месециве, булингот. Ми е многу драго што после неколку средби со иницијативата на родители за борба против булинг стигнавме до едно вакво решение, еден број на списанието да биде посветено на оваа тема, но секако остануваме со нив и понатака и ќе ги поддржуваме во заложбите кои што ги имаат започнато одамна, меѓутоа за жал не постои соодветен институционален одговор на она што започнале да го прават. Инаку ќе нагласам дека навистина периодот дури го подготвувавме списанието, ми беше многу емотивен заради тоа што изнаслушавме како тим многу приказни кои што навистина се потресни и верувам дека сите ќе се согласиме дека ниедно дете не заслужува да поминува низ еден таков пекол. Апсолутно искрено се надевам ќе допре до оние за кои што е наменет делот текстот во списанието. Треба некако да ги вратиме и вредностите на здрави нозе и воспитувањето, меѓутоа како оди времето, мојот впечаток е барем дека се потешко оди. Генерално гледаме дека е проблем она што не сакаме да видиме или сакаме да тргнеме на страна некои работи кои што ни се случуваат во општеството, меѓутоа полесно да ние да кажеме дека ова не се однесува на мене и некој друг треба да го решава овој проблем. Она што можев да го видам низ текстовите што ги пишува авторите во овој број на списанието е дека оваа појава навистина има ефект на снежна топка. И она што ќе го направи едно дете, потоа ги повлекува и останатите и навистина се успева да се направи животот на одреден детенце или младинец неподнослив и сето тоа се одразува на семејството. Меѓутоа, она за што се зборуваше секако изминатиот период кога станува збор за булингот, некако прво прстите се вперија на институциите. Мојот впечаток е дека прво генерално прстот требаше да се впери можеби во семејството како главна општествена клетка која што за жал полека но сигурно го губи своето значење. Секако и институциите, меѓутоа од дома треба се да тргне. Секако, значи тоа го нагласуваме и во новиот број на списанието.
За ова секако многу подобро од мене може да зборуваат психолозите, социолозите и педагозите. Но отворено се нафативте да зборувате на темата. Секако, меѓутоа, она што се нагласува е дека колку што треба да се работи со детето, односно младинецот кој што трпел булинг, толку треба да се работи со детето, односно младинецот кој што вршел булинг. И дека она што тој го манифестира е реакција на нешто што се случува во неговото обкрижување. Не случајно го споменав лице в лице, тоа е едно од социјалните предпријатија кое што одлично за сега функционира во Македонија. Па кога би го следели или за да сакаат да го следат другите вашиот пример, што е нешто како рецепт вие би им го дале? Која е тајната на лице в лице за да може низ годиниве се поуспешно вака да функционира? Посветеност и освестеност дека иднината на бизнисот е во социјалниот бизнис. Така. Тоа значи свртеност не само кон себе, туку свртеност кон луѓето, кон планетата, кон лицата на кои што навистина им е неопходна шанса за да можат да бидат конструктивни граѓани на ова општество. Многу ми е драго што низ годиниве наназад се покажува дека се повеќе луѓе ја сваќаат важноста од постоењето на социјалните предпријатија и дека ова списание се развива како поради она што ги поддржува, односно им дава шанса на ранливите лица, така и поради содржината која што ја нуди, односно луѓето се повеќе сакаат да бидат изложени на содржина која што освестува, едуцира, поттикнува на промени и се создаваат заедници, односно заедница на лице в лице која што станува се повлијателна и прави промени во општеството. Па никако разговорот ќе го завршиме со последната страница на лице в лице која што мене ми го задржа вниманието и во која што има секако многу символика, многу кажува, само една реченица. Климентина, ќе ти се заблагодарам за гостувањето во денешното издание на Македонија наутро. Искрено се надевам дека лице в лице ќе остане пример за социјално предпријатие по кое што ќе чекорат многу нови и така некако ќе ја развиеме мрежата. Една успешна приказна ќе направиме. Ви благодарам за поканата и ќе кажам дека вие сте едни од најсериозните поддржувачи на развојот на социјалното предприемаштво во земјава. Драго ми благодарам за гостувањето. Останете на првиот канал на МТВ. Во продолжение една музичка номера, вести, веднаш потоа последно гостување.